кажете што сакате да постигнете со вечерашниот форум? Пака сега најпрво да кажам дека јас сум задоволен, сега на влегување видов дека салата е полна, така да преку, мислам, по ова што го најавија сите и одговорија, преку 120 луѓе на нашата покана на општина Делчево да присуствуваат на овој бизнис форум. Тоа се луѓе со работници на Делчево, луѓе кои што се родени овде, но животниот пат ги однел да живеат во некои други градови, на некои други држави, кои што таму со својот труд и заложби го развиле својот бизнис, така да имаат можност сега и овде да инвестираат. Секако овде имаме гости од наши домашни бизнисмени кои што успешно екзистираат овде на територијата на општина Делчево и секако представници од институциите. И на овој бизнис форум како главна порака кој што за прв пат се одржува во Делчево од ваков вид, сакаме да ја пуштиме пораката дека секој поединец е битен и важен и дека секој може да придонесе за развојот на нашиот град. Тоа ќе ни биде главната порака за бизнес форумот и имаме презентации на можностите кои што даваат можност за инвестирање во Делчево. Колку време во Делчево не е инвестирано? Односно не е отворена нова фабрика? Па веќе подолго време нема отворена нова фабрика, така да од тие побуди ние дојдовме до идеја да го организираме овој бизнес форум и да представиме што тоа може Делчево да пружи како локална самоуправа од наш аспект за инвестиции во Делчево, а се со цел нови вработувања на Делчево. Овде, значи, планираме сега на бизнес форумот да ја представиме нашата работа како локална самоуправа, тоа што ние досега имаме сработено, што го имаме остварено за да го олесниме пристапот на инвестициите во Делчево. Имаме намера да ги презентираме можностите за... Само на кусо ни ги кажете можности, по-ниски комунали, индустријски зони, колку имате? Апсолутно тоа имав намера да го кажам сега. Значи, можностите за инвестиции во Делчево се повеќе обсежни, но ќе се задржиме на развојните зони. Тоа е технолошко-индустријски развојната зона во која што општина Делчево апсолутно има средено се, секоја инфраструктура, патна, комунална инфраструктура, електрична инфраструктура. И имаме друга сервисна зона во која што развојна зона во која што веќе има одредени инвестиции од подамна кои што веќе успешно работат таму неколку бизнеси и таму општина Делчево ги има создадени сите услови за инвестиции. Имаме презентација сега на услови за инвестирање на планината Голак, бидејќи таму имаме донесено детален урбанистички план, имаме предвидена изградба на хотели, викенд куќи, ски центар, имаме готов проект за ски центар, веќе имаме таму еден инвеститор кој што ќе гради прекрасен манастир кој што ќе биде вклучен исто во туристичката понуда на Голак. Детско одмаралиште имаме на Голак кое што е руинирано, за кое што веќе постојат интересенти од странски инвеститори од Германија и Швајцарија кои што сакаат да го реновираат комплетно и исто тоа да се стави во туристичката понуда на Голак. Очекувате ли конкретно овој форум да даде некој резултат конкретно вмрежување, конкретна соработка и дали во иднина да очекуваме вакви или слични настани за презентирање на потенцијалите на Делчево со оглед на тоа што ова е прв ваков настан? Еве вака и јас, меѓутоа и вие, бидејќи сте стално присутни на секој место како новинари, знаете дека бизнес форуми организира владата на Република, одредени министерства и така натаму. Ние како локална самоуправа дојдовме до идеја дека и ние можеме да организираме бизнес форум на кој што би ги поттикнале нашите иселеници најпрво, пред се овој форум е за нив, меѓутоа не значи дека и други не можат да инвестираат овде и мислам дека ова како сегашен Никулец денес што се ствара овде во Делчево ќе опстане како традиција во Делчево за да се организираат овие бизнес форуми овде и да може се со цел значи градот да го развиеме на едно повисоко ниво. Колку невработени, колку вработени има во Делчево? Ние имаме околу 2000 невработени, од кои што 895 се активни баратели на работа, а имаме околу 5000 луѓе кои што се вработени во индустријските капацитети во Делчево. Која индустрија најмногу превладува? Овде највеќе превладува текстилната индустрија, меѓутоа имаме и други индустрии. Околу производство на храна, имаме индустрија, дрвна индустрија имаме овде, земјоделство и тоа е претежно во Делчево. Колку е близината на границата со Бугарија може да биде добра возможност за Делчево? Ова е уште една можност за инвеститорите која и планиравме ние да ја предложиме на овој форум, односно Делчево е на 10 километри од границата со Бугарија. Тоа е една одлична можност за сите бизнисмени кои што планираат, затоа што нивниот бизнис ќе се наоѓа на 10 километри од Европска унија. Така да ова ќе значи поволност и за остварување на профит на бизнисмените, но од друга страна и за намалување на невработеноста која што за мене е од особено значење во градот Делчево.